Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА. Продолжуваме с емисија за Куманово. Денес имаме нова стварно интересантна соговорника. Може да кажу слободно еден од најведни навијачи у Куманово на Црвену звезду, а наши ваш гост е Спасовски Живко Малаец. Може да те ослуби с Малаец во емисија, не е проблем. Да. Како си, Живко? Да. Добро, како да кажа. Еве, прво би те прашаја, откуде толку голема љубов према Црвена звезда и откад си голем навијач на овој клуб? 62-3 година у Свети Николе седеемо. У тој време се појави Джајич. А беше и Шеки исто. Така да една супер генерација е била на Звезду. И Костиќ и Прлинчевиќ како деца за нима. И после си идеше едно по друго. Дојде време на Джајича, на Милјанича, генерација. Она и сјајна генерација. Дојковиќ, Ѓорич, Јевтич, Павловиќ, Дојчиновски, Кленковски, Антониевиќ, Остојќ, Лазаревиќ, Ачимовиќ, Ѓајич. 3-4 години беа бинава прваци. И више тоа е. Значи, да кажеме дека ти си роден у Штип сум роден. Штип си роден? Да. Таму татко ми беше на... Од мали години ти појавуваш интерес за Црвена звезда. И за Звезда, да. У тоа време било традиција, кога се учило у школу, едни су за Партизана, едни за Звезду, многу па помалку за Хајдук и Динамо. Да. Исти играле утакмици еден против друг. Да, еден против друг. Звездаши и партизановци, тако е било. У Свети Николе почињамо. Почињаше како голман. И после повише голман, а и играч. Значи, ти си почнаа да играш фудбал во Свети Николе? Да. На колко години, на 12-13 години? Па 10 години. Пошто од 65 од 61 до 65 бемо. Така е веројатно постоја клуб Овче поле. Да, Овче поле, да. Овче поле. Имаше добро генерација Овче поле во тој време. Кој ти беше тебе тренер така прв у Овче поле? Не сум у Овче поле, ја. Бил ми у школу, Гоце Делчев. Школски играле, да? Да, школско игралиште и тој. Тој сум. Али на некој начин Овче поле има добро традиција во фудбал. Еве, например, од таму е еден Здравко што играше во Вардар. Да, па Штерчо е таму, па Миланов, па голман Мазната имаше. Такој да е прилично добри фудбалери имаше Овче поле. Еве, ти си фактички мал дел од живот, до 12 години живеа у Штип и после се дешава еден пресврт у ваш живот и доаѓате у Куманово. Да. 65-та година дојдомо у Куманово, пошто Свети Николе мајка ми умре. Доби татко ми прекоманда у Куманово и од 65-та година сме у Куманово. И тој доаѓаш да живиш? Да, на Доне Божинов 24 и ден денецке мој татко ми што е бил стан има кој у njega још седи. Да објаснимо ташно куде е Доне Божинов, некои гледачи не знаев. Па Доне Божинов е на главна улица од автобуско према центар. Према центар. Да. Стара зграда на ЗИК. На ЗИК, да. Да, туј е. Туј смо и после се работа сакаше да се склопи. Наред 25 години работа у територијално одбрана и ту ни беше. Чај да ни кажеш, кој се учи у Куманово школу? Се основно? У основно 11 октомври. Да. У тој време, да. У 11, само што беше година две отворен 11 октомври. Еден од кои се сеќавам што беше Нешевски, Томе. Томе Нешевски. Да, заедно
Овој што е гитариста. Да, гитариста заедно с njega, един дънъцки снодови. Puno ljudi имаше, Райкова кој ќе у тој момент учеа с мене много деца. Цаки исто од Речицу фудбал играше, добро играмо. Имамо добро оделение кое би намо и први у осмо оделение измеѓу на такмичење. Добро. Средња школа каде учи у Куманово? У Куманово не сам, ја отидов у Скопје. Отидов у Скопје, у Рудници, желездарница Скопје, 2 години и толку. Заврши се. Не продолжи далje. Врати се у Куманово. Војска. Кажи ми, дали сте биле ви може у екипу на Куманово каде бие тренер Петаковиќ? Не, ја не сум бил тамо никако, не сум али знам ги Петаковиќ у време кад бинава друга лига и пошто смо ми близко до стадион, нон-стоп смо биле. Зуфо у тој време беше на стадион, така да стално не пушташе, чим не види. Ево, пише ни тој период Куманово кад играло другу лигу, многу се збори убаво за тој период, затоа што Куманово е било ипак квалитетна екипа. Да. Стадион е бија пун, народ е доволјен, утакмице. Како е била атмосфера? Како атмосфера? Народ заинтересиран Да гледа фудбал. да гледа фудбал. Нон-стоп смо ишли на фудбал. Нон-стоп. Куманово каде улегна у другу лигу, тоа е било ипак еден догаѓај за нас. Фактички празник на град е било. Да. Тога се играло, не знам дали субота, дали неделја, река луѓе иде према стадион. Да. Сака да гледа квалитетни утакмице и фактички Куманово е живеало за фудбал тоа време. Да. Па тој су генерација, например, од оние постари се сеќам на Компира, на Денка, на Лалета, Трудовак, Трајче Голман, Борче, Борче Бошковски, да, Даце, на Самарџију. После Жике Цепле. Да, тако е, да. Добра генерација е била стварно и штета што траја тоа кратко време. Да. Од многу разноразни причини, сега од овој временску дистанцу сви збори Петаковиќ бие крив, овој бие крив, управа била крива, као довела многу играчи и кумановски фудбалери су били оштетени и се прекинува тој процес, што не е било убаво за тоа време. Види, тој се ствари што ја не ги знам, да, не може да. Ми сме само биле обични навивачи кои нон-стоп смо биле на игралиште. Али стадион е бил увек пун, вика. Да, стадион е бил, тоа е било чудо. За постојството територијалну одбрану, во овој прилику треба да ги спомнеме тие колеги с кои си работаја, а има ги пуно. Ево, ја што ги знам од град Куманово, Миле Джимре, Цаце и ти други ќе ги кажеш кои се били. Па 72 се запосли, мене ме запосли Звонко Отлянов. И 25 години, 22-3 у Тео пројдо, 3-4 кад се растури држава, отидомо у Арама. Имаше некој, као требаше да биде Тео, као што е у Словенију, али преврна некоја опција и ми отидомо. Сви објекти ги ми примамо у Куманово. 7-8 ги има од долна, горња касарна, магацини, 4 лопате.
Аз с Вацета Карпуша бемо и примамо у Паланку. У Паланку касарну и овие Карауле, Рамна Нива, Девебер и Коприва. Тоа кој година било? Тоа е било негде 92 растура кад се Југославија, растура, тој руководеше така Миќо, Фортунат спокојни, Ваце Карпош, командант Ангел и така да сви овие објекти и тој период су луѓе од Тео било. После почнава да доваѓа во армија од горе. Имаше некој период кој кад дојде, да дојде на време, ако дојде и ова. А работеа у штаб, у тој време ќе ги почну кој како почна да доваѓа. Прво дојде Миќо, па по Миќо Перо Зеленаш, па Дипка, Гојче, сега натамо Джимре, Сашо и толку. Ми бемо Спомнав негде. и Цацата, и Цаца работае. Цаца е у народну одбрану работал. у народну одбрану, Цаца е у народну одбрану, да, они бева тамо. У тој време Радко Тодоровски беше тамо, Куденант беше ова. Како може да пишете тој период, еве, кажасте, кога сте примо предавале карауле, било ли е тешко, били ли сте уплашени, како тоа ќе се деси све, пошто, знаеш, растура се еден голем систем Југославија, Да, и да. сега тоа е нов момент за сите вас. Веројатно сте имале некој мал страх, Па страх можда не е имал страх, ама ипак имаше едно, да кажем, незадовојство. Не ни беше svejedno, да бидеме искрени и оној. Ми, поготово штаб, не смо биле за и тие около за растроање на овој држава. Добро се сеќам кад дојде у Долњу Касарну, почнемо прво. Од тамо наши резервисти, а ми имамо едно момче и за људство позади седај. Ми улазамо с момче, резервисти возимо, на нима опрема, како што пушка, све остало, униформа. Ми улазамо, они искачав, поздравljamo се све како треба. И у свие е исто било. Ево у Проевце исто дека у магазин. имаше голем магазин, да. Да, куде магазин. Муабет е дека војска све изнела ово до штекери тамо вамо е нетачно. Останало си е како што си е тој. Да е друго изнесено, изнесено е. Али за штекери не. Исто Рајко у куќу куде нас. Куде Рајко у куќу имаше еден тонгов камен фрлен преку прозор, направен на рупа и тој. Друго не е имало. У Рајко у куќу беше однесен трафостаницу однесева. Трафостаница немаше. После време, кад почнамо с фудбал, Белчо, Таче, Да. помошнину, вратимо едну трафостаницу. Од куде го вратимо, не знам. Не е тој битно. У тој момент немаше. Али еден од твои поголеми успеси во живота, ако може да кажемо, е 93 година, кад се формира чувени фудбалски клуб Карпош. Ви сте главен иницијатор, ви сте главен двигател у тој цело работа. Да. Како дојде таа идеја да се направи фудбалски клуб Карпош? За тој време беше доста интересна работа. Па голема еуфорија беше последно Звездино финале. Ептен беше експанзија голема. Дека има некои папири, група ентузијасти што бева
у Рајкову куќу. Еве, ово ќе покажемо. Ово е педантна евиденција на Живко Малаец. Еве го прва страна. Да, и прв на другу страну. Кој бева иницијативен одбор? Ево, Младеновски Трајче, Тренчевски покојни новинар. да. Ствари, Не, брат. Брат по Милорад. Брат, да. Пардон. Станко, Долевски Драган. Да. И еве ги сви овдека, Сви. не ги прочитал гледачи. Тоа е од 6-8 земено тага почнемо. Sastanak, prv sastanak, ima data, ima sve. Како се собрасте, еве, како падна таа идеја? Па имаше притисак ја од деца. Овдека овие луѓе су пуно помлади од мене. Има 1-2 су моје годиште, али остали су негде 8-10 години помлади. Тако не мога да на тај притисак да еден ден стана доле каде Браду. Прво Каде Драгана Браду? Да, каде Драгана Браду. И прво не ни дава Карпош да биде народна херој, не могало што и као прво беше Козјак. Добро. Прво беше Козјак и после с време сменимо. Човека Цветко, Живко, Војслав, Круме. Да. Тој су луѓе кои су и помагале и кои су... Овдека су некои заклучи што сте правиле. Да, sastanak, тој треба, овој треба. Требаше се направи екипа, ви направисте после солидну екипу и игралиште какво беше у функција? Игралиште, немамо игралиште. Немамо игралиште. Седнамо и договоримо се што да правимо. Дали да идемо на добро игралиште или да идемо на блиско, а малце полошо, на Зиково игралиште. У почеток играсте на Зиково, така ли? Не. Отидомо у Клечовци. Аха. У Клечовци отидомо. Значи тешки су биле почетци, у свак случај. Кажи, кој у тој период ви помагае највише? Еве, првато сте имале спонзори кои су ви давале подршка? Не, спонзори не сме имале. Ми смо сами биле. Тие што... Колку е могае, помагае? Да. После почнава, кад веќе дојде време, улегнамо у регион, од регион улегнамо у другу лигу, почнава да не помага на политичко база, чисто за... Да. Тако е било време. Али беше голема еуфорија, да. ќе кажеш пуда. Вика во тој време, како може една насоба да има друголигаша, а цел град да нема екипу? И малку беше чудно тој време. Па чудно беше, ми играмо доле на градски стадион, с Куманово играмо, Пепи у тој време и остали. Ја отидо да ги прашам како, што, то да направимо. Па малајчи, ќе играмо, вика, па што биде. Ми играмо и што бидна. 3-2 ги тепамо. Чекај, така играчи били су платени по договор све? Не, нема. Све е било тој договорена работа. 200-300 марке на руку, услуга, тамо, вамо. На базу на полупрофесионализам, да кажеш? Да. Али направимо едно збирна играчи на општинску лигу. Тако што вредеше, доведо ga u Карпуш. Кои су биле прва генерација тега играчи кога сте почнали, еве да ги спомнеме? И ако има слика некој од овдека? Нема го тај слика, има го слика. Кажи ги ти, еве, кој ги памтиш? Прв голман беше Жикица Величковски. 2 беше Жике Крава. 3 беше МНМ Цеце.
Ако некој помагае, тој он помагае. Жеки Крава, извини, он играше у младост, така Да, ли? заедно играмо после с njega тамо. Уствари пред тој, не после. Да. И 4-4, дали беше Динко, дали не се добро сеќам, 5 беше Шумар, 7 беше Гуџо, 8 еден Даце Пижама га вика, 8 беше Шмаки, 9 беше Стојко, дечко, 10 Пикси, Горан, и 11 Кој беше тега тренер на екипу? па тренер. Јас сам био. И тренер, и управа, и све. И све, и финансија, и едно и друго. Колко време играсте у Клесовце? Едну годину играм у Клечовце. Или две. Море две играмо. Две играмо у Клечовце. Прв пораз доживеамо у Отлју тек у 10-то коло. У 10-то коло. После, с помош местна заедница, не може да го забравуваме, луѓе су увек биле Денковиќевија за све с нас. Помагае. Да. Одма улегнамо у регион. Али не могамо тој годину да бидеме први. Тек наредното година, треќу биднамо први, улегнамо у другу лигу. У другу лигу? У другу лигу. За у регион, кад беше игралиште го направимо и тражимо од Браду да, ако може да бидемо ми у почеток гости. Гости, такое удоволјивање. Тој бемо гости, прво идомо на Шмеки од Романовце, да, куде изгубимо 4-1. И оште не беа овој ќе дојде, оној ќе дојде тамо вамо, али тоа беше кратко време. Друго, отидомо у Овче поле и тамо изгубимо 2-0. И сега треќо колога веќе игралиште направено, ќе го пуштаме игралиште, Агино село не доваѓа. Кажи ми, кад го прависте игралиште... Само кратко, од Агино село, наредни 28 утакмице, ми немамо пораз. Браво. Кад го прависте игралиште у Насабу, имаше ли интерес од приватни субјекти да ви помагав? Донирава ли? Да, помагале су сви, колко смо биле тамо, сви смо помагале. Од тој објекат доле, све смо тој ручно ми. Ви не сте биле тамо да видите што имамо ми направено. Објекат за у другу лигу со сви потребни елементи. Вода, струја, све. Укопано унутра. Ми направимо од... Тој су биле агрегати за струју. Ми ноќе тој све, пошто беше празно, све преправимо, све. Скупо ли било таа инвестиција? Ту инвестицiju kad го ми правимо с тој, тога се уклучува таче, белчо, игралиште, очамницеви, од козјак булдожери, очамницеви, стубови, стативе, икс работе. Зидари, арс. Арс инженерик? Да. Они ни доста помогнаа и направимо како што направимо. Така да ето, остана. Горе објекат с помош на луѓе. Ја у тој време работеше у АРМ. Земамо го објекат. Колко време траја таа успешна епизода на ФК Карпуш? Па траја
повише траја сега, не да улегнамо у другу лигу, годину дана не могамо да обстанемо што. Ми бемо чисти аматери, соберени од едно, да кажу, не село, него Требало би околину. повише пари. Да. Требало е и пари, и едно и друго. Испаднамо. Испаднамо поново у регион и се поново вратимо. Малко ни беше тој, па се поново вратимо у другу лигу. 99-ту, чини ми се, 96-ту први пут улегнамо, па и 7-му испадамо и 99-ту, 2000-ту поново Па се враќате. се враќамо. Така испаднамо и наредното годину. И наредни години бемо стандардни у регион. Стандардни бемо у регион. Еве во прилику да покажеме овие слики, ти ќе ги скоментираш свите. Тај не. Ево ги, ово су мали деца. Еве. Ево. Ово е која екипа? Тоа е Младост, ово е, пардон, да. Карпош. Да, Карпош. Ево, они сами ќе се познаев. Тој е Оки, тој су Урто, Пикси, Мечка. Чеде Мечка ли? Не. Тони Мечка. Тони Шабан. Ево, Главчо, Дивац, Мачка, Курто. Ево, овие су ептен помладу Неше. Ово е од другу лигу. Еве во другу лигу екипа. Да. Ово е друго лигу, ово е исклучиво екипа која е одека е Аднан, ово е дечко од Речицу, Сашо Тромеѓа, ово е капетан Гоце, Тони, Блажо Станојков, Шмаки, Златковиќ, Џокси Јовановиќ, Стојковски Речица, Трешо и дете од Радевски, од Рајко Укуќ. Значи, ова е била една од бољи Ова екипи. е, значи, у другу лигу. После се појави генерација 92-га, 93-ќа. Да. И едни наши деца Еве од имамо Рајко Укуќо. Дај со слике. Ово е од Опен фан фудбал, горе по у Рајко Укуќу. Одржава се, што давамо терен за... Ова е ваша екипа. Не, ово е они од фан фудбал. Аха, добро. Што беа, да. Еве следеќа фотографија. Тој су, ми имамо и младу, овој, деца, Добро. така да не само само... Имале сте и помладак во Да, рецета. имале смо и... Тој су ево деца по 10-12 години. Такмичевamo се Скопје, Паланка, Свети Николе. Фактички тие, А овој су навијачи најверни што су биле. еве да ги спомнеме и нима овој Да. прилику, навијачи. Ти ќе кажеш кои се овдека на слику. Па тој е Сашо Кипа, е тој и пуно остали, син ми е тој звездачки дрес. Јас сам ги више децата су млади, забравил сам ги, а они ќе се познаев. Да. Шмаки презимот беше Максимовиќ, или? Да, он е Максимовиќ. да. Беше многу интересантен играч. Да, Прегав, мал, полутка, да. брза. Да. Тоа е група навивачи кои нон-стоп ми идејамо с камиони идејамо у Клечевци. Они су биле присутни на утакмици и дома и, И на дома страна и кога на се играле. страну, нема куде не су ишле. Сакале су го клуб и... Ми смо правиле распоред у четвртак кој куде и како ќе идемо и што ќе идемо. Починамо да имамо по неко возило тамо вамо, кажа Цецо е бија тај кој е вечито возил и бил с возило. По 20 возила су ишле у Клечевци и камион. Еве следеќа Тоа е едно фотографија. седење у овој Миле Главчо. Да го спомнам и njega, он е био алфа и омега за
papirologiju. Čere, pre utakmicu se prave analize kako da se igra, posle utakmicu je obavezno pa se sjedne. Pa smo sednuvali, non stop se sednuvalo, non stop. Da li je pobjeda, da li je poraz, Da, vi da. sednujete i dogovarate se. Imali smo ručkovi, će dava mace ručak, pa će dade nekoj drug ručak, pa bilo kako. Kako na familije ste bile. Da. Evo isto mladi djeca. To je sa vaši. Da. Evo ovo je puno djecak i znam. Ovo je na Mladenovskoga Malečak i devojček koji tu je. Ovo je moj unuk Žike, ja i ostali. Od njima bi nava i prvotimci nekoj. Evo, ova slika je interesantna. Ovdje imamo neki ljudi koji su isto zaslužni. Pa tu je Mile je tu i Belčo i ja. Ovo je jedan od osnivači pokojene. Vojislav je i sin mi. Kad te trebalo se kosi se kad te trebalo. Takmice je bilo, da. Ovdje kad gledamo i televizor na sliku. To je ispraćanje na Šmakita. Na Šmakita. Da, беше организирamo u Старо Нагоричино tamo. Tu je del, evo, od Šmaki što pravi se, ne se ovdje? Šmaki работи u opštinu, družimo se, stalno se. Ne sam ga vidio davno. Tu je šumar, evo, pokojni Cvetko, pokojni Drage, Krune, Žike, Trajče pokojni, dole Blažo, Cece, Mile, Šmaki i ja. Ovo su sve dragi uspomene. Da, i to je od drugu ligu del. Evo, tu je Torba, Joce, kapetan Toni, Blažo, Miki Projevce, Belčo, Trajan, da ne zabravo nekoga, Cece, Oki, golman. Evo je slika. To je Bivši slika. gradonačelnik. Da, bivši gradonačelnik. Otvaraše se Peljince. Ovo je centar. Centar i trebaše mladi da formiramo ekipe, da vikame ekipe najdi, organizirajte. I evo i djeca, to su od Karpoš. Oni su svi bile od Karpoš, ali smenimo dresovi. Da. Če da ne zapravimo Malajac, da spomenemo jednu fotografiju mnogo budu kad si bio mal. Evo, gdje koliko godine si Maja? Pa to je negde 10 godine bilo u Sveti Nikole. Sveti Nikole je tako bilo malo gradče. Pa da, Sveti Nikole je malo gradče. Epten malo da kažu. Tako da... I sigurno bi ostanale da u Sveti Nikole da ne dojde do smrti na majku mi. Sveti Nikole je stvarno bilo... Sveti Nikole je sportski grad, evo, primjer za to je, kažemo, Ovče Polje Zdravko, jedan izvanredan fudbaljer, naš Kiril Lazarov, legenda, tatko mu je od Simione, od tamo. I Sašu, i znam gi svi ovo jedna. Da. Isto ovo je bitan moment, kad se ti ženiš. Da, kum, starejko i eto. Ovo je starejka da gi spomnim ove prilike koji sam. Pa Vlado Todorovski, kum Dandanski. To je, sa statke mi работеше u policiju Vasi. Zadnje 10 godina tatka mi работеше u zatvor. Evo ovo sa slike, verovatno, od taj period. Da. U samu sliku se gleda koliko smo mi bile. Od 12 do 15, 18 fudbalera ima plus, da spomnu, Brico, Stojče je mnogo pomagalo, Zare, Stefanovski. Tije ljudi su, konkretno Zare,
Sve pločke što su bile dole u sve kupatila, sve ga je on napravio. Bez nikakvu nadoknadu. Redovno je bio, isti su tije. Сега да прашам, ова е успешна приказна за Карпош, траја 6 години. Дали постоеше шанса да се клуб не угаси, да продолжи или што се деси? Овако е, ја 20 после овие мои, да кажу, погреби едно друго, не беше више умогуќност да остави на помлади. 25 години ја се задржав у Карпош. Сега су тамо Од други. 90 до каде работа е Карпош, до кој години? Работи и денески Карпош. Не, до кој години е бија успешен, да кажемо, до 2000 и кој? Не. Карпош е бие успешен 2000, дури 2015, 16. Ми сме у регион играле. Играмо с Маринос. До 99 е било, тој 6 години. Да, тоа е друга лига. Тоа е Крем. А после се одржува он у општинску лигу Да, и така и у си општинску повише у регион. И ден денеска си трае клуб. Да, ден денеска е сега су у општинску лигу су. Не е тој. Помага ли некој, има ли средства? Не. Како што е било, тако е. Све е оставено на поединци. Сак мислим дека се судие плаќав, тоа е едно, Максо ги плаќа судие. Да. У тој време сами смо си ги плаќале, а за у другу лигу, у тој време смо плаќале судии по 18.000. Регион не коштаја 7-8 илјаде. Годишно. Збору за денари за едно судија. на едно коло. А колку се ја површува? Ајде овако, 150 евра Да, у евра. би коштало А тој. колку е годишно коштало една сезона у регион? Пуно пари е било. Па пуно паре, се ќе ти кажу. Ја не сам не ме враќа нешто што ме многу. Пуно сам пари потрошил, али задовојство е било тој. Големо. А, Еве го. 12-15. Второ лигу Исток, Да, тоа е една успомена од Шенџана. 93. Да. Играмо Берово, Делчево, Струмица, Кочани, Радовиш, Велес. Голема еуфорија е било, да. Да, било е. На овој прилику редно е да покажемо и сви твои плакете кои си ги добија за твои заслуги у фудбал, конкретно у Карпош 93, еве. Кои сте драги признања? Да, тој су на турнири, конкретно овдека стално идеамо на Видовдан. Вие сте играли со Колано турнири, со Да, Колано. у Соколану, тамо смо доста пута победувале. Ево, овдека запружена помош за поплаве у Да, Србија. организирамо горе, на игралиште организирамо донацију, вода, разни кои што донесе и све тие работе, со што од тој ја пребацимо у Уминдол, тамо беше. Механизиран пешадички батальон. Да, со армија смо имале многу пошто сам тамо. Едно време имаше заебанција, Миле викаше војна хунта. Ја работеше у армија, Миле работеше у армија, Блажо работеше у армија, капетан играше за нас исто, Станковски Тони, Да. комендант на што беше. Еве нова благодарница. Да, овие еден ден се спремам да днесу горе на деца, да им оставу, тој су конкретно за Карпош, некои су мои Да лични. су рами по овој. Ево, да. Тоа е фан фудбал, повише пута бемо домаќини, отступамо терен без надокнаду, без Борче Стојчевски у тој време водеше. Да сега Борче у Да, Немачко Борче, и Шведска, чуемо да. се, да. Пред некој да му беше роđен, честитамо. Еве, па,
nekadašnjega predsjednika Stojanče Zlatanovski Da. za razvoj fudbala u Kumanovo, plaketa. Koliko ti znači Malajac ovije priznanje na tebe? Na neki način dobiješ satisfakciju što si trčaje Da, sa eto godine nekoj u fudbal. zahvalnost, da. Što god smo mi počinjali, terali smo do kraja jedno drugo da ga spomnu. Pokojni moj drugar. Lasni Georgijevski, ja znam imaš jedan gimnastičar. Ne, Sobraćajac беше. Sobraćajac. Poginao on 37 godina, mi non stop podržavamo turnir. On беше specifičan, mi imamo gostini beva policija, vojska, Karpoš i radna organizacija koja što работеше od Киров е така, она ни даваше мајци тие работи. Дуго време идеше. Како да настанава малце поголеми проблеми. Сведомо сега турнир си и далje иде, ali organiziramo ga. Izlezemo na grobišta, odigramo utakmicu, sednemo uz neko pivce i tako je. Znači, ja mislim дека имаше puno koji počinja turnire i završiva. Mi ne prekinamo. Mi ne prekinamo. Tradicija si traje, da? Da, tradicija si traje i mislim дека ќе traje. Evo ovo je nekoje... To je registracija od... Fudbalski savez. Da, od opštinske za mladost u to vreme. За njima igra dali 2, dali 3 godine, pošto iskoči problemi, fudbaleri registrirani, ne može da igra na radničke sportske igre, a mi prilično bemo... Vi ste, slobodno može kažu, najvatreni navijač na Zvezdu u Makedoniju, a možda i na poširoki prostori, zato što vi na svi utakmici den danas krijete. Da li je fudbal, da li je košarka, Nema sport koji nema. Останавте верни на Звезду и не ли ви пада се тешко во овие години падиете да путувате да гледате? Па не, to mi забрави муки и све тие работи, тако и да ево пред некој ден и дома гледамо у Београд и кошарку и Звезду. Звезда Митланд и да, и на кошарка Панатенаикос. Еве и чланска карта од Звезду, Живко Малаец. Окрени го još едно лиšće, 79 година, пишуе си таму. Сега. Значи ти си овие верни навијачи добија приступницу, да кажеш. Да. Еве га. Први 79. Да. Сега те прашам, ти си бие на едно чувено финале у Бари, кад Звезда бина европски првак, а кад наш Дарко Панчев ga даде голо пенал. Опиши ни го атмосфера како е било у Бари, у кратки црти, а после ќе те прашам, кад ga шутира Дарко не пенал, кој значеше многу за исторiju на Звезду, како се ти осеќаш? Па тоа е било, не може да ти опишам. Ја беше, уште у почеток спомнати, с моцу у народну технику, спремамо се с данови, проблем беше карта. Бисер Турс помогна на дома карта у Ниш. Југословенска застава, и штампамо но пасаран, она е шпанска, неќете прочи. И не заборављи Тупан. Кој беше у Бари, еве кад си насте? Имаше ли други кумановци, пуно македонци? Не може да... Голема гужва е било? Голема гужва е било, што? Ја отидос Нишлие од Ниш. Тој беа Крушевљани, Чачак, Ниш. И идемо негде 26-28 сата пред утакмица. Утакмица се игра јутре вечер, а ми идемо
поваѓамо денеска у 5 саат од Ниш. Авионски отидомо у Италија, у Бари. Бари убав град на море. Бари на море, убав град, све, стадион ван град, тамо негде около 15-20 километра. Полиција, пратња, претреси, све. И ми одседнамо, нас не стационирава на железничку станица у Бари. И тој преспамо. На Бари имаше закачено мери температура 13-14. Ја беше некако како на свадбу пошија. Па се умотам у састав да преноќам. Јутро да се ваѓа меѓу први отидомо на овој, пошто железничка станица од тој се поваѓаше на стадион. Да немаш карта од Бари, не? Има го карта. Не, овдека. А не, карта, овој, не. има го на стакло. Дај ми го те стакло да покажемо. Ево. Куде е карта? Ево. Еве, живо сведоштво. Малаец се бие на финале 91 Звезда Олимпик Марсеј. Целу годину го прати Звезду, не само тој. И с Грасхоперс, и с Динамо, и с Бајерн. С Бајерн и тамо го гледа. У Михен. У Михен. И с Глазгов Ренџерс. Кад Драгиша Бинич шпринт направи. Да, шпринт и на Панчев. Панчево, Да. А гол падна, ми беме на трибину каде гол падна Савичевиќ. Да. Уној контру. Поново му го Панчев дава. Овој су од Савичевиќ, овој е Дарко Панчев, Бинич, Белодедиќ, Најдовски и Дика. 6 успеа да имам подписи. Овој е од Джајќа, Бошко Караси, Љупко Петровиќ. Така беше и Цветковиќ беше управо. Да. Еве. Убаво. Овој е од 20 стакло. Скршива ми ga деца на Усава центар, само да неко дете повреду, си снага стакло и пукна. Ете убав податок. Колку си утакмици ги даја, тој нема број. Тој нема И точно број. кој Едно во време фудбал. ги чуваше. Ми ќе покажемо Звезда Шериф Тираспол. А ово е фудбал ЦСКА, каде мислам дека 1-0 беше или 0-0. Не може да се сето, Да. више не сам ги пишувал. А да спомнемо дека порано кад се играло Београд Партизан Звезда, уво се е путувало во автобус. Да. И тега су кумановци масовно ишле на утакмици. Ишле смо, с автобус смо ишле. Таа екипа, да спомну, на градоначалника на Цица, брат, с njega смо puno puta. Јовица. Да, он беше звездаш голем. На Станковиќа син ишу сестра. На Милоска син исто. С тие дечки смо ишле за Београд. А со кого идеш у Београд? Имаше екипу со некој ново или сам? Па не, им екипу с дете што с Ненада. Он е доста организатор голем. И деца од на Трајковиќа син Драган од Старо Нагоричино и Тетовчани. Задња беше двојца ми и Тетовчани бемо за Београд. Порано и с воз се ишло, у еден момент се најдо на Бошка татко, Цветко На Бошка и Милка. и Милка даде. И у едној дење за тето сврати да виду и овој Жилче, село. У Куманово и Македонија што следиш од спортски направи? Идеш и на утакмици? Многу смо бокс. Бокс, Ја е порано. да. Порано Белчо беше председник на Боксерски савез, генерација на Русевскога.
Jakupy, Limani, Gotović, Cvetić, Surla, obavezno. Prvo idemo u Kale, posle bi jedna sportska sala i Beneš, Parlov, Bogojevci. Pa mi smo grad sa dva Vujković. olimpijca, Ređepovski i Rusanski, da. Rusinski kad dojde, kada čekamo na ploštad, 77 od Kala, da. od Montreal, I od sa Montreala, zastavu i otvensku, odraviko kuću, peški, nemaš u to vreme autobus. I kada vodja ređu isto ga čekali. Da. Колко ти е младост на тебе спорт daje u život? Pa zadovoljstvo, golemo zadovoljstvo, a mnogo mi je zemaje. Ali ne žal. Сега, kad ideš sledeću utakmicu na Zvezdu? Spremamo se, idemo сега с Батебор, с Бугарски, Лудогорец. Лудогорец. И evo, видоте една будала що ќе направи. Ja, Ovoj Degenek. da, ne zboru za onije što gađava Da. danski fudbaleri. I Zvezda je сега kazneta i ne može da idemo. Dobro, kišta košarku, nema veze. Ali i na košarku idemo. A prva, da vi spomnu, prva utakmica je bila 68. godinu Jugoslavija, Belgija. Mutibarić braneše, Metodija Spasovski debitira. Bukal, Ramlja. Dočinovski je posle. Ne, posle. Ne беше on reprezentativac. Da. U toj vreme, mislim, po toj vreme on dojde odmah u Zvezdu. A tega je igrava Muto, Ramljak, Belin, Bukal, Đajić, Ačimović. 4-0 тепа. Югославия, Белгия и Зvezda. Сега те прашам на крај, ти си многу време следија фудбал во Куманово. Според твое лично видување, кој е најбољи играч на Куманово на сви време? Пош, нема ту дилема, по мене Павле. Павле Георгиевски. Кој друг би? Покојни. Ја мислам ипак Павле. Сега, ја се не сеќам, не можу да за Атанасовска, за голмана. Мите Анастасовски, да. Мите. Добро, мало 17 години Старејко. Да, Старејко, Денко. И мало други играчи. Да. Младе, за крај последно питање на како дugogodišnji спортски радник, една твоја лична порука за млади генерација. Спорт. Дружење. Тоа е најбоља алтернатива за сите лоши работи у наше овие времиња. Спорт на некој начин отреднува ги млади деца од алкохол, од дрога. Алкохол, дрога, осетија сам на свој кожу. Фала ти пуно што беше гости. Надамо се дека ќе успееш да напишеш барем едну брошуру, све што си проша на терени, куде си бија, што си работаја, затоа што ти си еден од ретки луѓе кои бија на толку такмици. Пратиле смо ги, и средства се дозволјавале, у бари, тоа е веќе најголемо што може. Михен, у Софија го Звезду гледамо, Михајловиќ, Самбдориус, Панатенаикос. По овие југословенски стадиони, у Ниш сам бил, у Крушевац, ено у Сурдулицу ондека, на Карабурму сам бил, на стадион на Партизана, исто, еден пут сам бил, два пута уствари, само чисто да, онако све на Звездин стадион. Ке мора да викамо некоја Партизанот савдека да направимо супротно паралело, зашто ке се на луѓе ќе каже Звездаши ги форсираш, а Партизанот си не шало се. Фала ти, младец, што беше гост и посекувам ти многу здравје и успех у живот. Фала и на вас, поздрав, само спорт и спортско навивање.
fair play. Da, o toj nema. Ja u životu ne sam, kaže, uva Partizan ili uva. Ne. Ako je dobar, zašto? A pamtu ga kako zvezdu, tog znam. Znam ga Šoškića, Jusufi, Durković, Bečejac, Rašović, Vasović, Mane Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić, Pirmer. To je bila isto. 6-6 godinu koji je igrala sa 6-6 Reala godina, u Ligu šampione finale. Da. I to su, znači, bile Isto legende. nešto što je dobro, dobro je. Hvala ti, Mlajac, toliko. Molim. Za danas pozdrav od restoran Kumanovo Spa i sve najbolje.